Со албански знамења и песни жителите на Топанско поле го дочекаа косовскиот премиер Албин Курти на церемонијата по повод преименувањето на улицата Втора македонска ударна бригада, која од денеска ќе го носи името на косовскиот борец за голема Албанија и независност на Косово Адем Демачи. Ниту едно македонско обележје, ниту превод на македонски јазик од говорите на косовскиот премиер, домакинот и градоначалник на Чаир Висар Ганиу и внуката на косовскиот борец Фито Решанини. Овде пред споменикот двоглав орел на кружниот тек во Топанско поле содржа церемонијата по повод преименувањето на улицата Втора македонска ударна бригада во Адем Демачи. За краток момент, овој дел од градот Скопје личеше како да не е дел од државата Македонија. Церемонијата, односно пречекувањето на косовскиот премиер Албин Курти, започна со слушање на албанска химна и со веење на албански знамења. Инаку улицата Македонска Втора бригада името го добила по славната бригада која биела битки со бугарскиот фашистички окупатор и броела 480 борци. Голем дел од нив ги загубиле животите во борбите со бугарската војска, но дел од нив и во завршните борби за ослободување на Македонија. Повеќе во Чаир нема да има улица во чест на борците од македонската бригада, туку улица која го носи името на косовскиот борец Адем Демачи. Тој освен што во одреден период од животот студирал во Скопје, на никаков друг начин не се поврзува со Македонија. Тој е почитувана личност во Косово поради заложбите за голема Албанија и независност на Косово. Поради своите идеали, неколку пати бил осудуван на затворска казна во поранешна Југославија. Како се одбра токму вакво преименување на оваа улица им останува познато на предлагачите од Чаир, а дали им е познато на тие што гласеле во Советот на град Скопје во 2021-та, не се знае. Во последниве 2 години, дури 493 улици и мостови се преименуваат во главниот град. Најмасовни преименувања има токму во Чаир. За 2 години сменети се 66 улици. Улицата 191 го доби името Сулхотла, според истакнат балист и борец против партизаните. Улица доби првиот косовски претседател и борец за независно Косово Ибрахим Ругова, а на свеченоста присуствуваше косовската претседателка Вјоса Османи.